Почитувани новинари, почитувани граѓани, успешните политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија директно влија на подобрување на животниот стандард на граѓаните и намалување на невработеноста. Оперативниот план за вработување за 2019 година успеавме да го реализираме со огромни 98,6%. Тоа е резултат од добро осмислените програми и мерки, креирани во соработка со бизнес секторот. Токму имплементацијата на оперативниот план за вработување значително придонесе за намалување на невработеноста, која достигна историски најниска стапка од 17,1% и нови 60.000 нови работни места пред се во реалниот сектор. За реализација на оперативниот план за 2019 година беа издвоени рекордни 1,3 милиарди денари, што е за 84% повисок износ во споредба со 2016 година. Средства со кои директно се влијаеше кон зголемување на вработливоста на невработените лица, но и можност за формирање на нови компании кои понатаму треба да отвараат нови работни места. Најголем дел од овие средства се за поттикнување на претприемништвото и креирање на нови микрокомпании, а од тука произлегуваат и други системски решенија, како што е самовработувањето. Преку програмата за самовработување во 2019 година одобрени се 1484 грантови, а при тоа се формирани 1320 нови микрокомпании. Од овие лица, 468 се млади лица, односно 36,8% од вкупниот број, додека 439 се жени. Преку субвенционирањето на плати отворени се 1383 нови работни места, додека со поддршка за вработување и раст на правни субјекти се придонесе за отварање на 621 работно место. Уште една од мерките кои се дел од системот мерки кои успешно беа спроведени и реализирани е и младинската гаранција, како мерка насочена исклучиво кон младите лица, а воедно представува инвестиција во нивното знаење, доградба и преквалификација. Младинската гаранција, иако како една од носечките европски иницијативи, иако нашата држава се уште не е дел од Европската унија, само во 2019 година опфати над 20.000 млади лица на територијата на целата држава. Од нив вработени преку младинска гаранција се 6.004 лица, а особено позитивен ефект се бележи кај младите роми со вклученост од 1457 млади лица, а од нив веќе 212 се вработени во 2019 година. Во последниот квартал, стапката на невработеност кај младите успеавме да ја намалиме на 35%, а за споредба во 2016 и времето на ВМРО ДПМН, тој процент беше 48,2%. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува и понатаму со политиките и мерките кои значат поддршка и на граѓаните, но и реалниот бизнес сектор, преку нивна имплементација и реализација до намалување на невработеноста и задоволување на потребите на бизнес заедницата. За Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сите граѓани се важни. Затоа, на 12 април, граѓаните ќе ги поддржат токму овие политики кои значат подобра иднина за сите граѓани. Благодарам.